Народот без свој фолклор е без цврста етногеноза. Тој е како дрво без корен. Најверодостојниот резултат од духовниот порив на македонскиот гений, одраз на душата од македонскиот народ, е токму музичката фолклорна традиција. Таа е нераскинлив дел од духовноста, традицијата која е творечки континуитет, врска помеѓу исконот и сегашноста. Музичката фолклорна традиција е олицетворена во игрите, ората и песните на македонскиот народ. Илјадници на број испеани уште многу одамна. Но и покрај тоа, таа не е само архаичен духовен продукт или некаков антиквитет со музејска вредност, туку пренесувана од генерација на генерација, од колено на колено, се негува кај народот и ден денес. Таа е директен линк од минатото до македонскиот народ. Македонската народна уметност е посебен културен феномен пред кој не се останува рамнодушен. Базирана е на културни вредности уште од античкото македонско искуство, но во неа се инволвирани и елементи од подоцнежните периоди, но и по некој елемент од народите кои низ вековите живееле на овие простори. Токму на оваа тема денес ќе поразговарам со мојата денешна гостинка, Менче Вучкова, кореограф од културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Пехчево. Добро утро, Менче, и добре дојде во студиото на Канал Плюс телевизија. Добро утро, добро ве најдов и многу сум благодарна што ова утро јас сум гостин во вашата прекрасна емисија. Навистина сум почестена, ви благодарам уште еднаш за поканата. Така, задоволството е и наше, што токму денес си овде наша гостинка и ќе разговараме на една вака прекрасна тема, која што верувам дека и добро ја најавив со оглед на тоа што имаме испреплетени моменти од минатото и од сегашноста кои токму денес ќе им ги пренесеме на нашите гледачи. Так. Најпрво сакам да ве прашам, кога започнува да функционира вашиот фолклорен ансамбл? Значи, фолклорниот ансамбл Јане Сандански од Пехчево, кој што работи во склоп на Домот на културата во Пехчево, почнува да работи од 1988 година. Нормално со некои прекини, но сега континуирано работиме веќе јас лично во тоа друштво работам околу година и 6 месеци. Така, како што најавив, вие сте кореограф во друштвото. Така. Каква е оваа работа? Значи вака, нормално, мислам дека тоа е јасно за сите, за публиката, за сите луѓе од нашата држава. Ние се бавиме со изучување на фолклорни танци, песни и ора од македонската традиција. Изучуваме деца, возрастни и така. Значи работиме на традиционална кореографија, правиме сплетови од ора, кои што се базираат на песни од македонската фолклорна естрада, како да кажам. Значи на тие песни ние поставуваме чекори, поставуваме кореографии и така со тек на времето децата ги изучуваат и потоа се пласираме на некои меѓународни фестивали или надвор, мислам, или внатре во нашата земја. Така. Која возрастна група е најзастапена во групите кои ги имате? Веројатно имате неколку групи формирано, така генерацијски. Така. Значи јас од кога почнав да работам, значи предходно тоа беше група од околу која броеше 30 члена, тоа се деца на возраст од 15 до 20 години, значи во гимназиско образование. Так. А меѓутоа сега, значи и пресрекна сум јас што ќе го најавам ова, имаме околу 85 или 90 нови члена кои што се на возраст од 6 години па се до 15 од основно образование. Значи ова се деца кои што ги учат почетните чекори во фолклорот и деца кои што имаат некои претходни познавања од фолклорот, така да работиме на повеќе нивоа, значи почетно ниво, некое ниво за до квалификување нели во играњето на фолклорни. И една така најпрофесионална група со која што веројатно и најмногу се представувате на интернационалните и меѓународните фестивали на кои што навистина доста учествувате. Да. Она што сакам да го спомена, а можна е интересно за вас, е тоа што покрај традиционалните народни танци кои ги имате и модерни танци. За какви танци станува збор? Па тоа се танци кои што се еден вид на интерпретирање на модерни игри кои што ги проследуваме од интернет. Станува збор за песни кои што се, тоест танци кои што се слични на зумбата. Меѓутоа не се она што го викаме ние скроз зумба, туку е нешто повеќе модерно, повеќе културно уметничко, затоа што зумбата е еден вид на фитнес, а нашето е културно, како да кажам, значи културно интерпретирање на некои чекори. Така, од каде идејата за ова? Затоа што ова е нешто необично и ново. Па,
идејата, значи пред јас да станам кореограф во друштвото Јане Сандански, претходно беше мојата сестра, таа има започнато нешто, па подоцна откако јас почнав, значи видовме дека кога настапувавме на некои меѓународни фестивали дека добиваме добри признанија и награди и медали, нормално. Видовме дека нам тоа навистина ни одговара, дека ни добро ни оди во работата и продолживме со некои нови. И децата во игралната беа навистина заинтересирани, тие беа среќни, многу сакаат да соработуваат, затоа што и нормално ние ги објавуваме тие клипови на Facebook, на сите социјални мрежи, на Instagram и така. Так. Со оглед на тоа што се наоѓате во Пехчево, предпоставувам дека вашата традиционална народна носија е малешевска. Така, точно така. Како всушност изгледа носијата? Па носијата на една, да речеме, малешевска девојка во минатото се состои од кошула која што е подолга до над колената. Тоа е обично бела по боја со некој вес на ракавчињата и со така и долу. Имаме елек, бели шами, значи по избор дали сакаме ние можеме да ставиме и некое цвеќе и така опинци со сега опинците може да бидат од оние скроз традиционалните кои што се направени од свинска кожа. Так. Меѓутоа ние настапуваме и со црни опинци, нормални македонски, кои што дури некои од постарите жени уште ги носат во некои од руралните средини во Република Македонија. Так, машката носија? А машката носија е составена од капа, исто така кошула, краток црн елек, црни панталони кои што се чоени, волнени чорапи и опинци, исто како и на женските. Така. Дали во однос на различни танци имате различна носија? Па да, ние моментално работиме со два вида на носија, значи источна носија и строго малешевска носија, значи. Так. Едната ја изработивме пред околу 2 години, а другата е од порано, значи од Домот на културата, тие се грижат за тие работи, значи секогаш се Така, тоа е богатство кое се чува така. И кое се негува. Да. Каде настапувате најчесто? Па вака, во Македонија имаме настапувано на многу фестивали и манифестации, свечени манифестации, значи на отворање на некоја културна вечер, како на пример на комитски вечер, имаме добивано многу покани да отвараме. Имаме настапувано на Велешка питијада, исто така еден од многу за мене лично интересен фестивал, тоест карневал на кој имаме учествувано е Ратевски бамбурци кој се одржува секоја година традиционално во Ратево, кој што е меѓународен карневал на кој учествуваат од повеќе земји. Исто така минатата година ние учествувавме на овој карневал во јануари. Така. Таму се здобивме со награда од 3-то место. Многу големо задоволство е тоа затоа што тие имаат прекрасни маски. Една карактеристика која што е специфична и карактеристична за овој карневал е тоа што тие традиционално, значи луѓето што се од Ратево, се облекуваат во кожа од јагнешка кожа, значи вистинска и така се премачкуваат со улјено масло. И секој кој што е гостин и кој што за прв пат го гледаат на овој карневал, тие го, значи, одат по него и го мачкаат со тоа улјено масло. Значи тоа е еден вид како за здравје, што велиме ние. Нивна традиција и нешто необично кое што секојдневно не можеме да го видиме. Да. Во однос на настапите во странство, каде најчесто настапувате? Најчесто во соседната Република Бугарија, имаме настапувано на повеќе места. Еве сега пред околу 3 месеци настапувавме во Неделино во Бугарија. Таму се здобивме со прво место, имаме освоено златен медал за најдобра кореографија, најдобра музика, оро, песна во склоп на сите наши настапи што ги имавме таму. Пред околу месец дена настапувавме во општина Кресна. Во Бугарија исто и така, тоа беше како некој нивен празник на градот, бевме дел од нивните манифестации кои што ги одржаат тој ден. Претходно имаме настапувано во Банско во Бугарија. Така. И така, имаме сега од летото еден фестивал на кој што претседателот на фестивалот е од Охрид. Така. Таму настапувавме во Црна Гора, во бар. И така, и таму исто беше едно прекрасно искуство и за нас и за децата. И така. Нормално, очекуваме покани за Колку сте задоволни од поканите кои што ги добивате? Па имаме доста многу покани за учество во странство. Еве сега во текот на наредната година планираме здравје живи што велиме ние да отидеме во Истанбул, таму да видиме како тоа се меѓутоа поголеми фестивали кои што се одвиваат меѓународни кои што се одвиваат на поголеми терени со дефилеа, на кои што учествуваат повеќе од 15 држави, на кои што исто така и конкуренцијата ќе биде многу голема бидејќи тоа се еден вид на надпревари на кои што нашите деца ќе добијат една голема мотивација да се докажат, да го покажат на сцената тоа што го имаме научено. И се надевам дека се ќе биде во ред. Се уште работиме на припреми, професионално се припремаме, се надевам дека се ќе биде
како што треба. Како и нормално, како и досега. Секако дека ќе биде. Да. А со кои друштва најмногу соработувате еве во нашата земја, конкретно и друштва од странство, фолклорни ансамбли? Соработуваме со културно-уметничко друштво во склоп на Домот на културата во Кочани, Бели Мугри, исто така со ансамбл од Китка од населба Исти Бања и со Лјупчо Сантов, фолклорен ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари. Да, тие се исто така доста познати и така, значи тие се од соседството, друштво што највеќе соработуваме со нив. И од нашиот регион, како да. најблиску со нив, можете и да ги споделите искуствата и знаењата. Така, да си важно е да има соработка и да може секој од тие друштва да напредува. Исто така и со најпознатото македонско културно-уметничко друштво Танец, на неколку пати имаме разговарано, имаме и со нив соработувано, предлог, идеи кои што ги добиваме од нив бидејќи тие се сепак професионалци. Така. И така, задоволни сме досега од нашите соработки. Се надевам дека во иднина ќе имаме уште поголеми, бидејќи во последно време имаме и повеќе членови. Значи треба да се работи на тоа да стануваме уште попрофесионални, уште помеѓународни. Се надевам дека тоа ќе се оствари во идната 2017 година. Секако, со напор и со работа се добива, да. Така. Во однос на друштвата од соседните држави, не мора само од Балканот, дали имате соработка со други држави? Па да, значи во минатото имавме поголеми соработки, меѓутоа со промена на работата, со промена на управниот одбор на друштвата, сега моментално соработуваме само со Неделин од Бугарија, тие се како побратимени друштва. Имавме и некој заеднички проект кој што е планиран да се оствари сега во 2017 година, меѓутоа уште во детали не знам како ќе се одвиваат работите, па за натака ќе видиме. Така. Ја споменавте наградата која што ја добивте пред неколку месеци на фестивалот во Бугарија. Да. Дали имате некои други награди и медали вака? Да. Низ годините наназад, еве да споменеме некои од тие затоа што тоа пред се е ваш успех. Па да, имаме добиено награда за освоено прво место во Црна Гора, каде што настапувавме на тој меѓународен фестивал за најдобра песна. Така. Потоа во Банско во Бугарија имаме освоено прво место за најдобро оро и второ место за најдобра песна. Бидејќи во склопот на нашето друштво имаме и некои деца кои што се посебни таленти, кои што изведуваат, кои што се солисти, изведуваат песни, без разлика дали тоа ќе се фолклорни песни или мислам народни или тоа ќе се некои нови песни, поп музика. Така. И имаме тоа значи дека имате ваш оркестар, така? Па не, моментално не работиме со оркестар, меѓутоа имаме соработници кои што за време на настапи доаѓаат со нас, да, а на пробите со плейбек нормално. Така. Да. Добро, каде се одржуваат вашите проби? Нашите проби се за сите оние што не знаат во Домот на културата на Пехчево, кој што се наоѓа во центарот на градот нормално, во киносалата. Така, кои денови функционирате со пробите? Па обично пробите се во петок и сабота од прилика 1 до 4 часот, во зависност од тоа колку сме успешни во текот на тој ден. Ако има потреба, например, ако имаме некои фестивали кои што се меѓународни, кои што се нам доста важни, ќе си одредиме и плюс некои денови во текот на неделата и ќе се спремаме подолгорочно. Така. Што се однесува до кореографиите, дали имате некои нови кои што ги подготвувате и вака да им откриеме на нашите гледачи за да знаат што можат да очекуваат од вашето друштво? Така, значи, со голема гордост сакам да изјавам дека ние моментално тоа што го припремаме највеќе заради концертот кој што планираме да го одржиме наскоро. Моментално работиме на ја припремаме Мариовската тресеница, која што е доста интересно оро, се игра само од жени, тоест девојчиња се кај нас. Само женско оро, да. Моментално, значи, веќе сме при крај со подготовките, се надевам до концертот ќе биде се готово. И така, значи, моментално тоа е единствено ново традиционално оро на кое што работиме. А имаме и некои нови модерни танци, еве сега поради тоа што тоа ќе биде новогодишен концерт, припремаме некои божикни песнички на кои што ќе играат девојчињата, ќе бидат облечени, маскирани. Значи исто така ќе настапиме и со комицко оро кое што ќе биде исто така маска кој што ќе го изведуваат женски. И така се надевам дека ќе биде интересно за публиката и за оние кои што ќе го гледаат тоа преку малите екрани и за оние кои што ќе го гледаат во живо. Така. Дали во скоро време имате некое патување во странство? Некоја покана за гостување? Па за сега моментално не, а и уште малку се бројат веќе денови до крајот на оваа година. Така. Па се надевам од идната година, освен оние планови што ги имаме за Турција, мислам дека ќе имаме многу покани. Значи, веќе имаме добиено покана од оној фестивал на кој што учествувавме во Црна Гора. Мислам дека ќе учествуваме на тој, значи во Турција и во меѓувреме сигурно ќе излезат и многу други за во Бугарија, така да имаме веќе добар план за во идната 2017 година. Така. Еве спомена и за концертот. Нешто повеќе да откриеме околу ова?
Па да, значи тоа е новогодишен концерт кој што ќе се одржува во киносалата, таму каде што ги одржуваме пробите. Исто така тоа е организирано од страна на Домот на културата, значи од наша страна со мои сили, со сили на директорот на Домот на културата, исто така и од страна на дечињата кои што играат, кои што ќе бидат главни изведувачи на нашите напори што ги имаме приложено во текот на пробите. Тој ќе се одржи на 23 декември. За времето се уште немаме точни податоци, меѓутоа тоа ќе го објавиме нормално така, ќе го најавиме и ние тоа во нашата емисија. Да, и многу ви благодарам. А во склоп на концертот ќе настапуваме со скоро сите наши ора, сите наши модерни танци, со вокал, значи со песни. Исто така, нели, во склоп на Домот на културата имаме и повозрасни жени кои што се женски хор. Тие ќе настапат со некои нивни песни, ќе имаме гости од Македонија, изведувачи, некои пејачи. Така, значи моментално работиме и на... Тоа ќе биде целовечерен ваш концерт. Да. Само вашето фолклорно друштво ќе настапува, значи, нема да имате гости, така? Ќе имаме, значи имате гости? Да, ќе имаме гости, ансамбл од Китка, од Истивање ќе ни бидат гости. Так. Потоа се уште не сум сигурна бидејќи уште работиме на некои покани. Меѓутоа треба да имаме некои изведувачи како пејачи, некои, меѓутоа нешто што е за публика која што седи во редови, нели не нешто толку забавно, бидејќи луѓето ќе бидат така скромно. Така и најчесто ќе бидат родителите, и бабите, дедовците, да, така. Се разбира. Во врска со ова, кога ќе ги имате деталите, ќе ги објавиме на сите наши гледачи за да можат да дознаат и секако да присуствуваат на вашиот концерт, а се надевам дека и ние вака официјално имаме покана за да дојдеме таму. Секако дека да, ви благодарам. Менче, ти благодарам што поразговара денес со мене за вашиот фолклорен ансамбл. Ви посакувам уште многу успеси, многу среќа, многу финанси за да можете да ги реализирате сите ваши проекти кои ги имате и сите гостувања во странство. Почитувани гледачи, поразговаравме со Менче Вучкова, кореограф во културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Пехчево. Одиме со краток џингала, потоа се враќаме во студио.